Секој пети кредит на истокот наместо корисникот го враќа жирантот, односно оној кој за услуга се потпишал на барањето за кредит. Најчесто жирантите се жртви на исклучително блиски луѓе, другари, кумови, но и браќа и сестри. Во просек, тие на банките им враќаат од 3 до 5.000 евра во чие трошење не учествувале. Ова се поразителни податоци до кои дошле невладините истражувања, а предпоставка е дека бројот на заглавени жиранти е многу поголем, зашто ова е болна тема за која ретко кој зборува јавно и отворено. Речи се некој од враќачите на туги долгови не успеал парите да си ги врати назад, иако според законот има можност за тоа. Согласно законот за облигациони односи, жирантот има право да побара од должникот, односно од кредитобарател, да му го надомести целокупниот износ кој што тој го платил, гарантирајќи го износот од подигнатиот кредит. Во пракса можеме да зборуваме за настанат долг во тој однос каде што е вклучен жирантот. Многумина ова не го знаат, но многумина се откажуваат зашто е вовед во неизбежна судска постапка. Судската постапка за утврдување на долг се покренува со поднесување на тужба до надлежен основен суд. Целата постапка се покренува согласно одредбите на Законот за парнична постапка и во овој случај е многу битно, бидејќи станува збор за повремени и периодични давања, да се внимава на одредбите кои што се однесуваат за застареност на побарување. Поради ова, се помал е бројот на оние кои се нафаќаат да бидат жиранти, а од потписот за гарант за кредит бегаат како ѓавол од крст. Ваква ситуација, па некои намерно ќе го направи тоа, за да земам ја да го враќам кредит. И за тоа викам не би се нафанал. Не. Не. Зошто? Ни случајно. Данеска има луѓе неповерливи. Ти го служиш, после не ти ги враќа парите. Односно јас треба да му ги враќам парите. Инаку, според последните информации од Народна банка, во моментов кредитите на населението изнесуваат околу 2,1 милијарда евра. Повеќе од половина од вкупната задолженост на граѓаните се должи на заеми за основна екзистенција, плаќање сметки, како и купување за потребите на домаќинствата, студирање и годишни одмори. Најмногу се одобруваат потрошувачки кредити, потоа стамбени па автомобилски кредити. Дури 10% од овие кредити луѓето не можат да ги вратат.